No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Hops and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. И добро дојдовте повторно на каналот на Big Picture Crypto. И денеска би сакал да посветиме внимание на биткоин, да видиме какви структури ни покажува и всушност ќе видиме како структурата на Елиот полека се остварува и сите, и верувам дека тоа се почесто ќе се случува затоа што институциите се тука да останат, а верувам дека Елиот е тема на институциите, бидејќи и самиот Елиот бил вработен во една од големите корпорации, а потоа секако ќе споделиме и завршен дел од графиконите за алткоините, кои што беа побарани првите 200 коини анализирани со детална техничка анализа на овој канал, ги имате тука. Во видеото секој можете да се наврати и да ги погледнете колку пати сакате, а ние ќе продолжиме со техничката анализа за биткоин. И моментално имам две слики кои што би сакал детално да ги објасниме. Сега ќе го намалиме овој временски период тука на неделно ниво може и секако ќе ја погледнеме оваа слика, ја намалиме за да го имаме и графиконот тука. Погледнете само колку овие шеми се идентични и онака како што се веќе прикажани на оваа слика, доколку поставиме тука една тренд линија така, која што ќе ја земеме уште од 2023 година тука, ќе видиме дека структурата моментално е пробиена, сме имали неколку ретестови тука и структурата моментално е во надолна насока, доколку го земеме во предвид и претходното броење кое што уште од почетокот на овој канал го имавме, тоа ќе биде 1, 2, 3, 4, 5 и единствено нешто што не знаеме како би се одвивало, верувам дека сега постепено ни се прикажува. Тоа е ABC корекцијата, каде што бевме многу порано од оно што мислевме и верувам дека моментално сме во C корекцијата која што, погледнете, доколку направиме и тука една тренд линија, ќе го видиме овој графикон кој што е идентичен со оваа слика за оно што се случува моментално на пазарот. И гледате како полека се придвижуваме кон четвртиот бран, што може да биде до околу 48.000 тука моментално. Секој може да има мали отстапувања, бидејќи ова е многу ликвиден пазар со огромни капитали и гување со леверидж позиции и огромни манипулации. Така да нешто што го очекуваме уште од 120.000 тука од врвот, можеби тоа го добивме овие први тука манипулации и подоцна овој дамп. Од тука некаде можеби очекуваме да се придвижиме до оваа зона која што моментално и сме тука, но да продолжиме да следиме бидејќи сакаме точно да определиме, а верувам дека тоа ќе биде можеби цифрата од 45 до 50.000 тука, бидејќи се уште сме во надолна насока. Тука ќе видиме каде ќе заврши овој тренд. А за тоа каде ќе заврши точно оваа цена би можеле да видиме од следната слика, а тоа е оваа слика која што доколку го ставиме сега графиконот на месечно ниво, ќе ја намалиме и тука ќе го зумираме ова, ќе видиме идентично движење. Само погледнете го ова движење, доколку го поставиме вака графиконот. Многу едноставно, затоа што, погледнете, тука ги имаме и зоните кои што веќе се добиени, значи имаме 1,678
За Б брано да се формира имаме 1,13. За Б брано да се формира, но најчесто е 1,678. Истото го имаме и за формирање на С бранот, или ќе биде 1,678 или ќе биде 2,24. И сега ќе ставиме на страна ова слика. Погледнете само колку е ова валидно. И секогаш треба да ги земеме во предвиди овие фитили, затоа што тие знаат да бидат огромни манипулации и оние затварање на месечно ниво, за да видиме, за да добиеме некоја си подобра слика. И сега тука ни кажува дека АБ бранот е 1,16 од ФА, што значи би го земале овој бран. И доколку го споредиме, ќе видиме дека имаме доста блиска зона. Како што кажав, овие фитили знаат да бидат огромни манипулации и цената воопшто да не биде валидна со нив, така да доколку го намалиме ова на овие зони кои што се затворени, погледнете, имаме точно совпаѓање со тие фитили тука и сите затворења се од 1,678, што значи дека всушност ова е валидно. Моментално, сега ќе го споредиме и вториот бран. Некогаш овие бранови се мераат од движењето АБ, а некогаш се мераат од А, зависи од структурата. Тоа треба да се гледа многу добро структурата за да се види од каде се бројат. Така да ние сега моментално ќе го измериме од Б бранот и ќе видиме каде ќе се совпадне ова. Ќе се совпадне во оваа зона 1,678. Погледнете, тоа е некаде на 53.000 или пак може да дојде до дури 38.000 тука, додека ги следиме овие зони со фитили. Доколку не, погледнете ги сега овие, доколку не ги следиме нив, што значи дека една од валидните зони би била и оваа тука. Сега можеме да го погледнеме и движењето А само. Погледнете, тоа е разлика само неколку $1000, што за биткоин воопшто и не е важно. Некоја зона која што верувам дека би требало да ја стигнеме, мислам дека ќе биде ова моментално. Тоа е главното сценарио на овој канал уште од почетокот на октомври таму во 2025 година. И ова всушност би се очекувало да се случи таму кон крајот на вториот квартал или третиот квартал од 2026 година, полека да почнеме со акумулација. Доколку уште повеќе ескалира проблемот на Блискиот исток, секако би можело да не го даде ова сценарио, а без тоа очекувам да движиме странично, можеби уште некој период, доколку имаме некоја поголема ескалација, би можеле да се придвижиме во оваа зона. А сега ќе продолжиме со алткоините, само ќе видиме каде застануваме претходно. Следното би требало да биде Dogvit7. Значи, тука само ги гледаме графиконите, воопшто не препорачувам да се купуваат или да се тргуваат овие коини, поготово оние без фундаментална анализа, но поентата тука е да видиме дека овие структури се појавуваат дури и во оние коини кои што немаат никаква фундаментална карактеристика, и движењето во овие коини секогаш се проследени со хајп, но тоа е оно што го кажува Елиот, значи дека секој коин зад себе има свој психолошки фази, како што е акумулација, потоа и дистрибуција, така и тие бранови се направени. Тоа не се само бранови, туку се психолошкото однесување на човекот проследено во неколку брана. И доколку погледнеме тука сме имале, погледнете, огромен раст, каде што веројатно
луѓето кои што имале некои инсайдерски информации го купувале овој коин тука и моментално го дистрибуираат на луѓето во овој период. И доколку се навратиме сега на онаа теорија, погледнете го само ова движење надолу, имаме 5 брановна структура и тоа надолу. Што значи дека оваа структура се движи во надолна насока, имаме 5 бранови. Тоа значи дека сме во bear market. Исто така верувам дека ова е многу лошо за овој коин, затоа што ова може би било купувано тука некаде, а сега се врши таа дистрибуција на овој коин. Така да, нема што многу да кажам за овој коин конкретно. Ќе го намалиме на неделно ниво, ќе ставиме една тренд линија и ќе видиме дека имаме огромен даунтренд проследен со повремени манипулации. Исто така имаме, погледнете, тука манипулација каде што верувам дека уште ќе одиме во надолна насока за овој коин, бидејќи некој треба да добие профит тука, некој кој што инвестирал во почетокот на овој коин. Zebek Network, погледнете, класична акумулација и моментално движење. Тука во вториот бран, веројатно на месечно ниво немаме индикатори, бидејќи овој коин е релативно нов. Моментално формираме, ево, ваков триаголник, кој што веројатно ќе заврши повторно во оваа зона и би можел да направи конкретно нешто вака. И ова е исто така схема на Елиот која што е прикажана во оние плейлисти кои што ги имаме на каналот. Слободно можете да ги погледнете, верувам дека ви помагаат. На ние продолжуваме со следниот. Исто така Булдон, некој си огромна манипулација тука и ова се инсайдерски тргувања. Коини, еве нешто нормално, ево го класично, ево го првиот бран, огромна еуфорија, стигнување до $13-14 тука од ништо тука. Ево и периодот на акумулација, да го бележиме моментално, ево, акумулација и што правиме сега? А, Б, С. Каде завршува? С може да биде овака нешто. Ево. И моментално се враќаме во зоната на акумулација тука и можеме класично ова да го одбележиме со 1, 2 и тоа следува третиот. Секако немате да гледате цените, ова се само произволни броења. Идеме на следниот Vision, огромен даунтренд. За сега ова би требало да се наблюдува, да видиме, секако може да продолжи да тоне надолу. На месечно ниво, ова верувам дека е некоја си манипулација од менувачници или нешто. Свисборг, класично движење од 0,06 до $1. Тоа се огромни 6-7 000%. И тоа се случило во 2021 година. Моментално е пробиен овој тренд уште од 2021 година и сме во фазата 2, што би можело да го означи овој коин како на огромно макро ниво вака, но доколку го гледаме на помал таймфрейм, би можеле да добиеме едно вакво броење, нешто вака, и секако после петиот бран го формираме тоа движење и се приближуваме кон четвртиот, а веројатно завршната зона за овој коин би била четвртиот бран тука на оваа цена.
пред повторно да добие свој импулс. Тука едноставно фаза на акумулација, нема што премногу да се каже. Мана, исто така добар коин со добри фундаменти. Овие коини добија хајп тука во 2021 година и достигна огромни нивоа, како што може да видиме. Но од тогаш е во фаза на дистрибуција и овие се оние први и втори бранови кои што вторите бранови секогаш се проследени со војни и се многу полоши во сентиментот од првите бранови, тоа го кажува и Елиот во своите излагања во врска со брановите, а како што знаете моментално имаме две војни активни и уште по некоја ескалација во светот. Нео тука ево, странично движење АБ, се корекција и на месечно ниво моментално сме го ресетирале сентиментот тотално и сме на едни од најниските нивоа. Вал, едноставно не сум го видел дека едноставно многу нов коин. Falcon Finance исто така даунтренд на коинот. ZK Sync, ево, тренд линија тука една. И тоа е тоа единствено нешто што ви треба за да видите кога би можеле да почнете да акумулирате од овој коин. Секако, добра техничка анализа подкрепена со добри фундаменти и мислам дека нема да имате никаков промашај во иднината докога ги примените тие два начина на анализирање на одреден коин. Fluid, даунтренд на месечно ниво, не знаеме каде ќе заврши ова, може да продолжи да тоне, така да компаунд, дистрибуциона фаза моментално и ова верувам дека многу добро ви е познато. Тоа значи, мислам дека беше ова менувачица, MXC, мислам дека беше низиниот токен. Исто така, тренд линија која што пробиена во 2024 година и моментално се наоѓаме во агресивен бран, кој што е надолен тренд. Погледнете. Ова може да продолжи со движење вака. И вие воопшто нема да знаете каде да влезете. Затоа е многу добро да се чека пробивање на одредена тренд линија пред да се направи некој потек. И кој моментално е во акумулациона фаза, тоа можеме да го забележиме бидејќи имаме странично движење и ова може да продолжи уште малку за да имаме акумулација и потоа движење и дистрибуција. Грас исто така во надолна насока поставуваме тренд линија и ќе видиме дека немаме воопшто причина за купување на овој коин моментално. Полека се приближуваме, треба да се види кој месец, може би април, мај, дали ќе пробиеме всушност од оваа тренд линија и дали ќе затвориме над неа. И од прилика, тоа е тоа за денеска. Се надам дека уживате во овие видеа. Не заборавајте да ги лајкнете и секако да ги споделите овие видеа со вашите пријатели доколку наоѓате вредност во нив. Своје мислење, слободно коментирајте и дадете своје мислење за каналот и воопшто што би можеле да анализираме или пак некој друг начин доколку имате некој предлог. А ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto. Чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.